Значи, зависно од сектор до сектор, ние знаете дека имаме 8 сектори, од кои што Скопскиот сектор за надежни работи е најголемен и најголем по обем на работа која што има. Таму се наоѓаат сите витални објекти од значење за Република Македонија, дипломатско-конзуларните представништва, се случуваат многу настани и нормално е дека тука се потребни најголем број на полицајци. За жал, ние сега во моментот во секторот за внатрешни работи во Скопје имаме најмал број на полицајци. Секој од секторите си прави собствена проценка оперативна за тоа колку треба да има позорни реони, колку треба да има позорникари и тоа како ќе го промовираме, односно како ќе ги обгledуваме, ќе ги гледаме потребите кои што се во однос на полициските службеници. Дали има разлика помеѓу обичен полицаец и позорен полицаец? Позорниот полицаец е на одреден реон, ги запознава сите луѓе со кои што работи, неговата работа е да биде постојана комуникација со граѓаните и тој полицаец меѓутоа има одреден реон во кој што тој работи, а е многу значаен и од тој аспект не е обичен полицаец. Тој е полицаец кој што е исклучително важен и во ефикасноста на работењето на полицијата, меѓутоа и во превентивата. Неговата улога представува навистина нешто посебно.